Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи кажи ми. Градоначалникот на Скопје Урсе Ѓоргиевски информираше дека во текот на наредните 2 дена ќе започне исплатата на еднократна парична помош за 456 онколошки пациенти, чии барања веќе се обработени и одобрени. Средствата ќе бидат префрлени директно на нивните трансакцијски сметки како дел од мерката за финансиска поддршка на лицата кои се лекуваат од малигни заболувања. Ѓоргиевски истакна дека интересот за оваа мерка е голем и дека досега вкупно 1200 онколошки пациенти поднале барања за еднократна парична помош. Тој посочи дека обработката на документацијата за останатите апликации продолжува со засилено темпо и дека сите подносители ќе ги добијат средствата во текот на наредната недела. Според градоначалникот, финансиската поддршка представува дел од заложбите на град Скопје за обезбедување помош на граѓаните кои се соочуваат со сериозни здравствени и финансиски предизвици. Тој нагласи дека во вакви животни ситуации институциите имаат обврска да понудат конкретна поддршка. Додаде дека исплатата за сите 1200 апликанти ќе биде реализирана веднаш по завршувањето на административната обработка на нивната документација. Градоначалникот порача дека оваа мерка е порака до онколошките пациенти, дека не се сами во борбата со болеста и дека локалната самоуправа ќе продолжи да спроведува политики насочени кон поддршка на најранливите категории граѓани. Наша обврска е да бидеме покрај нашите сограѓани, не само со зборови, туку и со конкретна помош, грижа и човечност, нагласи Ѓоргиевски. Општина Ѓорче Петров започнува со реализација на еден од најзначајните проекти во областа на обновливите извори на енергија, кој предвидува поставување фотоволтаични системи на сите 7 општински основни училишта. За почетокот на проектот информираше првиот човек на општината Александар Стојковски, кој истакна дека станува збор за прв ваков проект во Македонија, што ќе се реализира преку модел на јавно-приватно партнерство. Според најавите, проектот нема да представува дополнителен финансиски товар за општинскиот буџет, бидејќи инвестицијата ќе се реализира во соработка со приватен партнер. Истовремено, општина Ѓорче Петров ќе остварува 18% од приходите што ќе се генерираат од производството на електрична енергија, средства кои ќе бидат насочени кон реализација на нови проекти од интерес за граѓаните. Стојковски нагласи дека со поставувањето на фотоволтаичните системи ќе се искористи потенцијалот на покроивите на училиштата за производство на чиста и обновлива електрична енергија. Според него, проектот ќе придонесе за поголема енергетска ефикасност на образовните установи, намалување на влијанието врз животната средина и создавање одржлив модел на управување со енергетските ресурси. Со овој проект ги ставаме во функција покривите на училиштата, произведуваме чиста и обновлива енергија, создаваме поодржливи, поефикасни училишта, истакна Стојковски. Од општината оценуваат дека проектот представува значаен чекор кон поголема енергетска независност, намалување на трошоците и промовирање на обновливите извори на енергија. Воедно ќе послужи како пример за примена на современи и одржливи решенија во локалната самоуправа. Општина Аеродром започна со реконструкција на улицата Ѓорѓи Капчев 22 по населбата Лисиче, каде што ќе се обнови коловоз во должина од 221 метар. Со градежните работи е предвидено асфалтирање на површина од 838 квадратни метри со цел подобрување на условите за безбедно и непречено одвивање на сообраќајот. Паралелно со оваа активност започна и реконструкцијата на дел од улицата Божен Николов, која се протега во должина од 268 метри. На оваа улица ќе бидат асфалтирани вкупно 994 квадратни метри, со што ќе се подобри квалитетот на патната инфраструктура во овој дел од општината. Од општина Аеродром информираат дека пред поставувањето на новиот асфалтен слој ќе биде отстранет постојниот оштетен асфалт, пошто ќе се изврши целосна замена на тампонскиот слој со дебелина од 30 см. Според надлежните, ова ќе овозможи поквалитетна, побезбедна и подолготрајна коловозна конструкција. Реконструкцијата на овие две улици е дел од поширок инфраструктурен проект со кој е предвидена обнова на вкупно 18 улици на територија на општина Аеродром. Од локалната самоуправа посочуваат дека целта на проектот е подобрување на локалната патна мрежа, зголемување на безбедноста во сообраќајот и обезбедување поквалитетни услови за движењето на жителите.
Општина Карпош продолжува со реализацијата на мерката за субвенционирање на трошоците за теоретска и практична обука за полагање возачка дозвола од Б категорија, наменета за младите жители на општината. Од општината информираат дека досега се поднесени вкупно 264 барања за користење на мерката, при што 216 млади лица успешно ја завршиле целата постапка и ја добиле предвидената финансиска поддршка. За оваа намена досега се исплатени 3.445.048 денари. За реализација на проектот општина Карпош има обезбедено буџет од вкупно 5 милиони денари. Исплатата на субвенциите ќе продолжи се до искористување на предвидените средства. Од локалната самоуправа посочуваат дека јавниот повик останува отворен до крајот на 2026 година или до целосно исцрпување на расположивите средства, со што сите заинтересирани млади кои ги исполнуваат условите ќе можат да аплицираат. Со оваа мерка општина Карпош има за цел да им го олесни финансискиот товар на младите при стекнувањето на возачка дозвола. Од општината ги повикаа сите млади жители кои ги исполнуваат условите на време да ја искористат можноста и да поднесат барање за субвенција додека трае јавниот повик. Општина Карпош информираше дека во основните училишта Аврам Писевски во Бардовци и Владо Тасевски во Козлес се поставени нови хидрофори, со што се подобрува функционалноста на хидрантската и водоводната мрежа во двата училишни објекти. Од локалната самоуправа посочуваат дека инвестицијата е реализирана со средства обезбедени од буџетот на општина Карпош согласно годишната програма на одделението за заштита и спасување. Според општината, поставувањето на новите хидрофори ќе придонесе за посигурно и поефикасно функционирање на системите за водоснабдување и противпожарна заштита во училиштата. Од локалната самоуправа најавија дека активностите нема да застанат тука. Во наредниот период вакви интервенции ќе бидат реализирани во преостанатите 8 основни училишта на територија на општината, со цел целосно унапредување на хидрантско-водоводната инфраструктура и обезбедување повисоко ниво на безбедност во сите училишни објекти. Локалната самоуправа посочува дека континуирано инвестираат во подобрување на условите во образовните установи. Таму е Скопје, град кој љубав лише, што ми расте сни.